Благодарам, председателке. Почитувана председателке на Државната комисија за спречување на корупција, почитувани колеги македонска јавност. Некако пак се вртиме во круг. Истите констатации, истите забелешки секоја година од страна на Државната комисија, а од оние кои што треба нешто да спроведат, ниту трага, ниту глас. Но да тргнеме од самиот извештај. Самиот извештај во резимето Државната комисија ставила дека ја отсликува овој извештај ја отсликува работата на Државната комисија. Да, ова е едно од телата, односно еден од органите кој што треба да се грижи за намалување на корупцијата и владење на правото, спречување на корупцијата, но имаме мноштво на органи, а резултати немаме никакви. Државната комисија, како што тие наведуваат, вложиле големи напори преку исполнување на своите надлежности да биде препознаена како гласноговорник за обелодонување на корупцијата и судир на интереси за сите нивоа, но и иницијатор за законско постапување и владење на правото. Да, вложиле напори, но резултати немаме. Односно, единствено сето ова останува на препораки, мислења и на хартија доставени иницијативи, бидејќи впрочем и нивните надлежности се максимално до прекршечна одговорност на сторителите на прекршоци согласно законот кој што го прават. Но, гледајќи ги сите други анализи, сите други ставки кои што ги воспоставиле и ги ставиле при преиспитување на целокупното работење и исполнување на критериумите и обврските од страна на надлежните органи пред се на извршната власт, се загрижувачки. Кога мислевме дека исполнувањето од само 10% на активностите од Националната стратегија за борба против корупција е нешто што не може да се падне под тоа, ќе видиме понатаму дека имаме и помали проценти на исполнување во други анализи. Имено, Државната комисија, како надлежност ја има и развој на антикорупцијски политики и подобрување на антикорупцијската клима. Да, сите овие надлежности се наведени, но констатирав уште на почетокот. Максимално до прекршечна одговорност и доставување иницијатива до надлежните органи пред се обвинителството, кое што им потенцира дека несоодветно си ја вршат работата. Зошто? Бидејќи ќе видиме од доставените иницијативи, самото обвинителство не постапува по истите иницијативи или ги процесуира и секогаш се во тек, никогаш немаме разрешница. Со самото тоа им наведува дека истите не биле стручни и компетентни да ги обавуваат своите надлежности, што не значи дека тоа е така, или е проблемот во јавното обвинителство кое што е тесно грло во целокупниот правосуден систем, но сето ова ќе го видиме низ бројките од самиот извештај. Понатаму, друга надлежност е континуирано следење и проверка на имотната состојба и интересите на избрани и именувани лица, финансирање на политички партии, изборни кампањи и водење на соодветни регистри. И овде имаме еден абсурд за кој што и самата председателка констатираше, но ќе го разработиме кога ќе дојдеме до ова поглаве. И да не ги набројуваме другите надлежности, да почнеме од таму каде што со една бројка и со еден збор се констатира одговорноста, односно неодговорноста на оваа извршна власт и органите на државната управа кои што се задолжени да ја спроведуваат оваа национална стратегија за борба со корупцијата. Во самиот извештај вели вака: од вкупно 111 активности предвидени во 2021 година, целосно се реализирани 22 активности, или 20%. Во текот на реализација се 30 активности, 27%, додека 59, односно 53% од активностите воопшто не се започнати со реализација. До денот на изработување на годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување за 2022 година, годишниот извештај за спречување на Национална стратегија за 2021 година, го разгледавме пред само неколку месеци. Дали има и неколку месеци пред само еден месец. Тоа е тоа, кога се изготвувал извештајот за 2022 година, собранието го немаше разгледано извештајот за 2021 година. И како имаме
Отпочнато е, но не е, мислам, ставено е, но не е разгледано. И како овие препораки и заклучоци кои што ќе ги има, сега за 2021 година ќе се спроведат во 2023 година. Сето ова е смислено направено, за да се одолговлечи, односно да немаме никаква правда и никакво процесуирање на предмети. И ова се гледа и од табелата која што ја доставувате. И велите вака: реализација на националната стратегија. Органи за спроведување на законот. Тоа е всушност извршната власт, која што ги спроведува законите кои што се донесени во овој законодавен дом. И од бројките, вели вака: во 2021 година имале планирани 14, реализирани се 2, во тек се 3, нереализирани 9. Во 2022 година пренесено за реализација од 2020 во 2022 година 13, реализирани само 3, во тек 6, 10 нереализирани. Фантомски бројки. Запрепастувачки бројки за неодговорност на органите за спроведување на закон. Тоа ти е извршната власт во најголемиот дел. Потоа, една контрадикторност во Министерството за земјоделие. И во претходниот извештај беше еден од органите кои што воопшто не сака ни да пристапи да ги разгледа овие препораки и активности, а не пак да постапува по нив. Истиот, ако во 2021 година имало планирано 11, само една била во тек и 10 не реализирали. Пренесени биле 11 во 2022 година, во тек биле 2, нереализирани 14. Нема никаква одговорност за Министерството за земјоделие, кое што мораме да потенцираме и претходната органи за спроведување на закон, и Министерството, и сите други органи, агенции, биро, што се во состав на државните органи, самите ги доставиле овие критични точки дека се потенцијална опасност при нивното работење, дека може некој да биде корумпиран и се извор на корупција, и сега, кога треба да се спроведат одредени активности, препораки и насоки кои што се дадени и мерки од страна на законодавниот дом, бидејќи ова национална стратегија е документ кој што е усвоен во Собранието на Република Македонија, а надлежен орган за спроведување е Државната комисија за спречување на корупција. Во законодавниот дом донесен акт, тие не го почитуваат. Понатаму, еден абсурд, кој што го напоменав и во претходниот извештај, го имаме и сега и овде. Во областа на урбанизмот и просторно планирање имаме детектирано единствено една мерка, односно еден проблем, една мерка и една активност. Во 2022 планирани се една и е во тек, што воопшто не се согласувам, а и самата државна комисија понатаму во извештајот ќе констатира дека имаме многу повеќе точки кои што се критични по однос на спроведувањето на законите, односно во областа на урбанизмот и просторно планирање, и имаме многу потенцијални точки за корупција и криминал. И заклучно, во годишниот извештај е дека националната стратегија за борба против корупција е спроведена само 10%. Секој еден орган, секој еден функционер кој што не успеал да спроведе повеќе од 10% од активностите и мерките, не треба да чекаше да се разгледа овој извештај, требаше да си поднесе оставка. Требаше да се самораспушти владата, а не овде да ја браниме, односно да ја браните и да застанете зад некој што не сработил ништо и не сака да се бори против корупција и криминал. Впрочем, и затоа ни се и бројките и сите оние состојби кои што ни се случуваат, но дополнително ќе ги разгледаме. И самата комисија констатирала, причина за ваквите состојби е, вели,
недоволната посветеност на институциите за навремено извршување на доделените активности. Недоволната посветеност. Тоа значи нема интерес за борба со корупција. Тоа значи сите оние кои што ги водат институциите се на некој начин инкриминирани или не сакат да се спротивстават на непосредно предпоставените кои што им ги даваат овие насоки. Ова е констатирано и во самиот извештај на Европската комисија за напредок на земјата, каде што се вели дека треба да се продолжи да се презема мерка за борба против корупција со зголемување на поддршката за телата одговорни за спроведување на националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси и ефективно да се спроведуваат препораките на ГРЕКО. Како да се продолжи кога не е ни почнато? Че не можеме нешто да продолжиме кога не е почнато. Еве, имаме институции кои што не започнале да ги спроведуваат мерките. А тоа што дали дека имат по една активност или една мерка во тек, тоа е единствено да не е целата ова редица со нули. Единствено за статистичка потреба. Немаме ништо од тоа суштинско. Понатаму во однос на состојбата на предметите по примени пријави, по собствена иницијатива и донесени решенија од страна на самата комисија, каде што се гледа дека во однос на примени пријави имаме помал број, но по собствена иницијатива за нешто поголем број од претходната година, не навлегувајќи во статистичките бројки, бидејќи ова е табела која што е дадена, ова се само бројки, мораме суштински да ги разгледаме, да имаме доволно време да ги видиме предметите по кои се постапувало, на кој начин се постапувало и што се постапувало. И вели постапување во случај за сомнежи на корупција. Корупцијата е злоупотреба на функцијата, јавното овластување, службената должност или положбата за остварување на корист директно или преку посредник за себе или за друг. И дефиницијата е ставена. За да, доколку некој од власта не сака да ја слушне, или сите оние кои што се вклучени, да ја слушнат за да имат предвид за што станува збор. По однос на тоа какви пријави имат доставено и бројот на предмети, секако ќе се сложите и мислам дека директно и од власта ќе се сложите и конечно во нешто ќе се осогласиме, тоа е правосудството, кое што во последниот период самото на себе се тресе и гледат кој прв да избега од функциите кои што ги водат. Имено правосудството е број 1 во однос на предмети и кои што се нотирани и примени пријави за корупција и криминал. Втора е единицата за локална самоуправа, трета е извршната власт. Четврто е урбанизам и просторното планирање. Клучни органи, институции во кои што се случуваат најголемите коруптивни дејанија, а кои што имаат најмала одговорност, односно не одговараат под превезот на колективна одговорност или неодговорност поради заштита од страна на моќници и политички фигури и носители на извршна власт, за кои што самите тие потенцираат после завршување на нивните мандати и функции, истите се произнесуваат дека биле предмет на бизнис политички притисоци, дека имало влијание врз самите членови во судски совет, за кој што дополнително потенцирав ќе разговараме. Состојбата за постапување по предмети од областа на корупција. Сега, ова е една од клучните теми. Зошто? Бидејќи на почетокот тоа што го спомнав, дека, еве конкретно, постапување на Државната комисија за спречување на корупција за 2022 година, не сметајќи ја 2021 година. Вели, донесени се одлуки 509. Пријавата се доставува на други органи на надлежно постапување 67. Отфрлени пријави, бидејќи секако знаеме доколку нема соодветни докази и факти, се отфрла пријавата. Запирање на постапката, наводите не се потврдени 232.
Поништена одлука 1. Предметите по кои се преземени конкретни мерки. 18. Поднесени инициативи до ОЈО. 12. Прифатени 0, отфрлени 1, постапување во тек 11. Она фамозна статистичка графа постапување во тек. Зошто фамозна? Еве ќе ви кажам. Во 2021 година биле 12 вакви пријави, 7 биле поднесени до ОЈО, односно до јавното обвинителство, постапување во тек 7. Денес сме 2023. Извештајот е изготвен во 2023 година за 2022 година. А се уште тие кои што биле во тек во 2021 година стојат како предмети во тек во 2021 година. И ајде да ги разгледаме роковите. Предистражна постапка максимално 3 месеци. Истражни постапки, зависно кое обвинителство го води и за каков предмет станува збор, максимално имаме до 18 со 3 за ГОК. Сите рокови пробиени. И сега ние во извештајот се уште имаме 7 иницијативи од Државната комисија за спречување на корупција во јавното обвинителство. Во 2021 година се уште не се постапени, не се решени. Дали зборуваме за состојба во која што јавното обвинителство му стојат овие предмети во ФИОКа, или сметаат дека Државната комисија е несоодветна и не можат соодветно да им прибават соодветни докази и факти да им прикажат, за да можат да постапуваат. Но и да е така, по самата иницијатива се должни во предистражна постапка и истражна постапка да се ги утврдат фактите и доказите кои што треба да ги прибават. Но сведоци сме дека 2 години во тек 7 предмети од 2021 година. Тоа е таа конфузија која што настанува помеѓу околу 7 до 8 органи кои што се одговорни од процесот на прибирање на докази до воспоставување и покренување на соодветна постапка за истражување и доведување пред лицето на правдата на оние кои што се корумпирани и се навлезени во противправни действија. Сето ова укажува на несериозноста на сите органи, што впрочем уште од почетокот се гледа, и затоа мора да имаме соодветна реакција, не само да го разгледуваме овде извештајот и после тоа да немаме никаква соодветна реакција за што понатаму. Во однос на отфрлањето на пријавите поради ненадлежност за постапување на Државната комисија, најголемиот број потенцираат на кои области се однесуваат во однос на стечената постапка. Тоа се случаи кај што граѓаните се заглавени со години во стечени постапки и бараат спас во Државната комисија за спречување на корупција, меѓутоа не се упатени дека всушност тоа се судски постапки во кои што не може да им помогне Државната комисија. Самата комисија и председателката се повикаа дека дале препораки и укажување на одредени органи кои што се однесуваат за воспоставување на владење на правото и личниот и институционалниот интегритет при вршење на јавните овластувања. Една од тие кои што од мноштвото кои што ги има, кој што ми падна во очи, беше кон Министерството за транспорт и врски, како носител на активностите за носење и измени на Законот за градење, да утврди соодветно законско решение со кое општинските градежни инспектори ќе бидат независни во своето постапување и надвор од влијанието на градоначалникот на општината. Што тоа значи? Дека имаме колизија на надлежности помеѓу државни инспекторати, општински инспекторати, конкретно во општинските инспекторати. Налог за постапување ти дава претпоставениот, градоначалникот, истиот те контролира, истиот те санкционира. Колку ќе бидете независни и колку ќе можете да си постапите согласно законските надлежности. Тоа е предизвик
по кој што се уште не постапил министерот за транспорт и врски, согласно законот за градење, но еве сите сме сведоци дека законот за градење за други потреби се става на брза трака и со европско знаменце, но за ова препорека не сакат ни да слушнат. Понатаму до Министерството за правда дадени се 2 препораки со цел да се обезбеди дигитално објавување на документите од страна на кандидатите кои се пријавуваат за полагање на правосуден испит и чување на документи во електронско досие. Овде не може да стане збор дека станува збор само единствено за електронско чување. Овие документи можат да се прибават од соодветните институции во секој момент, без разлика на тоа дека Државната комисија вешто и смислено се иззема од ваквото постапување, бидејќи доколку не постојат во Министерството за правда, постојат во другите институции кои што биле услов за да се достават и да се извадат и да се достават во Министерството за правда, и од таму можат да се утврдат и начинот на постапување, и документите кои што се извадени, и роковите дали се запазени или не се запазени. Ова е директно основа каде што Државната комисија можеше да постапува и може да постапува, но вешто се иззема од одговорност. Во однос на примени пријави и евидентирани предмети, по собствена иницијатива има 27 и по пријави од граѓани 118 предмети. Реков, во однос на статистичките податоци нема да навлегуваме. Во исто така е постапувано и по проверка на изјавата за судир на интереси, но една од областите каде што е повторно детектирано дека имаме при проверка соодветни аномалии е по проверка на податоци од изјавите за имотната состојба и интереси, каде што се наведуваат кои се функционери се опфатени, директори на јавни предпријатија 10, директори на јавни здравствени установи 10, директори на инспекторати 4, судии 10, обвинители 10, пратеници 10. Во однос на ова постапување, што е клучно? Го потенцираше и председателката на Државната комисија. Имено, по постапување на Државната комисија се издадени 372 прекршочни налози, од кои 367 платни налози се однесуваат на неподнесување и ненавремено поднесување на изјавата согласно роковите предвидени во членот 82 и 5 прекршочни налози се однесуваат на непријавување зголемување на имотната состојба, но еден податок е загрижувачки кој што го потенцираше председателката. Што значи тоа? 42 предмети и издадени прекршочни налози се платени од оние кои што се детектирани дека несоодветно доставиле или воопшто не доставиле соодветни податоци, но внимавајте, овие 42 прекршители повторно не го доставиле бараната информација, односно анкетниот лист. Што значи тоа? Тоа значи дека овде имаме потенцијални и индиции за сторени кривични дела и прикривање на имот. Бидејќи некој ако е подготвен да плати 250 евра или 300 евра прекршок, а повторно да не ги достави податоците кои што им се барани, нормално дека сака да зацкрие нешто многу поголемо и многу повеќе од онаа што е подготвен да го плати во секој момент. Прашањето до Државната комисија за спречување на корупција: дали ваквите пријави се доставени до надлежните органи кои што се задолжени да ги истражуваат, да ги истражат овие наводи и да видат и да утврдат дали во некој од овие 42 случаи имаме свесно и намерно зацкривање на неутврдување на потекло на имот, односно неможење на докажување на потеклото на имот или одредени други коруптивни елементи. Ова е потенцијално кривично дело зад кое што се зацкриваат зад прекршочната санкција од 250 или 300 евра. И повторно не ги доставуваат, иако се подготвени да ги платат овие.
При проверка на законите и подзаконските акти, кои што ги наведуваат од антикорупцијска комисија, неколку се клучни и се однесуваат во однос на тоа околу дискреционите права за кои што сите зборуваме. Во рамките, вели, на ЕУ-ИПА проектот поддршка на државната реорганизација, компонента 2, подобрување на рамката на дискреционите овластувања во 2022 година беа објавени 7 анализи на дискрециони овластувања во повеќе области од законодавството. Дискрециони овластувања без одговорност. Тоа е терминот за дискреционите овластувања. И велат, дискрециони овластувања во општото законодавство кое го регулира вработувањето. Дискрециони овластувања во законодавството кое го регулира вработувањето во областа на здравството. Дискрециони овластувања на законодавната власт со кои се регулира вработувањето во областа на културата. Дискрециони овластувања во законодавството што го регулира вработувањето во образованието. Дискрециони овластувања во законодавството кое го регулира издавање лиценци во извршување на здравствени дејности по јавен повик. Дискрециони овластувања во законодавството кои регулираат издавање различни видови лиценци и дозволи во областа на животната средина и зајакнување на контролните системи, вклучувајќи и правни измени за примена на дискреционите овластувања при издавање на дозволи и вработување. Ако зборуваме за дигитализација, која што ја зборуваме со години и секогаш сме убедувани дека дел од средствата во буџетот се одделуваат во секоја институција за дигитализација, наместо да имаме намалување на дискреционите права, ние овде гледаме дека се зголемуваат дискреционите права на носителите на функции. Дискреционите права во неколку области кои што се наведени, а ги имаме уште мноштво. Оние дискрециони права се всушност давање на одврзани раце на некого што сака да прави без да има никаква одговорност. Тоа е тоа за кое што самите функционери не сакат да ги достават потребните документи и активности и мерки да ги спроведат, за да не бидат ставени под истрага или да бидат ставени во однос на истражување на нивните криминали. Во однос на анализа за ризици од корупција за различни сектори. Самата комисија вели дека согласно законските надлежности подготвува анализи за ризици од корупција во различни сектори. Сега тоа е тоа што го зборував, ако на почетокот зборувавме за 10% исполнување на националната стратегија за борба против корупција, за кое што потенцирав дека секој функционер кој што не успеал да спроведе ниту 10% од она што му било дадено, требало веднаш да замине и да не размислува. Но овде имаме уште полоша ситуација. Кога мислевме дека 10% е она минимум под кое што не може да паднат, гледаме дека имаме подолу и од ова. Во насока на спроведување на надлежноста која што имаат во сферата на вработувањето, самата комисија вели: од вкупно 42 препораки и предложени 151 активност, потребна за надминување на ранливите точки во оваа област, пред се преку промена на одредени законски решенија. Во периодот до октомври 2021 година на квартално ниво беше спроведен мониторинг на имплементација на препораките и е забележено дека се дадени препораки. Внимавајте, исполнети 2%. 2% исполнети препораки. Испроведени. 73 делумно, она што го зборуваме во тек, секогаш во тек, и 25% не се спроведени. 2% исполнети обврски. Катастрофално, и не знам дали има потреба воопшто да зборуваме веќе за овие извештаи и за овие бројки. Пошто немаме никаква реакција, немаме никаква одговорност. Но ова се повторува и во 2022 година. И велат: за жал во периодот во 2022 година видна е стагнација на состојбите. Уште полошо. Ако било во 2021 година 2%, во 2022 година имаме стагнација, бидејќи голем дел од
предложените закони во наведениот период беа повторно изменувани и објавувани на ЕНР и така натаму, и се констатира дека повторно имаме стагнација. И истите резултати се идентични со 2021 година, односно фамозни спроведени 2% од активностите и мерките. Сега, со 2% спроведени активности и мерки, ние бараме да имаме владење на правото и бараме да имаме правда во државата. Не може. И не е возможно. Сега, онаа контрадикторност за која што спомнав во сферата на урбанизмот. Во националната стратегија потенциравме и минатата година, која што мора да претрпи измени и дополнувања, но не знам дали има потреба, бидејќи и тоа што е ставено не се спроведува, а не со дополнување доколку ги дополниме со одредени други критични точки, дека нешто ќе се спроведе. Имено во областа на урбанизмот и просторно планирање, овде имаше утврдено една активност и една мерка, но самата комисија вели вака. Во сферата на урбанизмот, исто така во 2021 година со финансиска поддршка на ЦЕП, USAID, Transparency International Македонија го спроведе проектот Проценка на ранливост кон корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво. Преку анализа на правната рамка во областа на просторното планирање, урбанизмот и градежништвото, каде се утврдени 25 ризици. Ако во националната стратегија имаме една мерка и една активност, овде се утврдиле 25 ризици во областа на урбанизмот и просторното планирање. 25 активности, кои што треба да се детектираат и се детектирани и треба соодветно да се постапи по мерки и активности да се отстранат, за да не постои сомнеж дека овие точки ќе бидат токму изворот на корупција и криминал. Но од извршениот мониторинг во текот на 2022 година од вкупно дадени 36 препораки, делумно се спроведени 5% од препораките, а високи 95% не се спроведени. Значи, немаме област каде што спроведувањето е од 2 до 8, 5, 8 до 10% максимум. Немаме област која што надминуваме 10% спроведување. Катастрофална состојба и со тоа не можеме колку и да сакаме и декларативно овде да се залагате дека постојат заложби на извршната власт и на сите чинители во однос на владење на правото и воспоставување на владење на правото и борба против корупција, ова се бројки кои што немилосредно го негираат тоа и потврдуваат дека всушност оние кои што треба да се санкционираат се тие кои што треба да ги спроведат овие мерки. Нема друг изговор за ова. Зошто? Бидејќи ако тие не се чувствуваат загрозени, зошто да не ги спроведат сите овие мерки и да ја тргнат она состојба или сомнеж дека кај нив е потенцијалниот криминал и корупција. Имаме пријави кои што се од укажувачи, кои што имаат нагорен раст, пријавени 10, број на пријави кои се отворени предмети 10 и понатаму повторно како и со другите. Иницијатива до надлежен орган за утврдување на одговорно службено лице, иницијатива до јавното обвинителство на Република Македонија едно и сигурно ќе остане во тек. По сите извештаи е така и остануваат во тек. Таа статистичка графа ќе ни биде најзастапена секогаш. Во однос на заклучоците од страна на Државната комисија, покрај другите, се вели дека воспоставување и спроведување на елементи од системот на интегритет е опфатено со Националната стратегија за борба против корупција 2021-2025, со стратегија за реформа во јавната администрација 2018-2022, со акцијски план, како и со нова стратегија за реформа во јавната администрација 23-30, во насока на исполнување на надлежностите и обврските утврдени со овие стратешки документи,
Државната комисија за спречување на корупција ефективно работи на имплементација на елементите на системот на интегритет во органите на централната власт и во локалната самоуправа. Воспоставување и спроведување на елементи на системот на интегритет е опфатена во Националната стратегија за борба против корупција. Исполнетост 10%. 10% исполнетост. Треба да се размисли што да се постапи, како да се направи со оваа стратегија. Бидејќи до нејзиното завршување, максимално исполнување ќе биде не повеќе од 15% според динамиката која што ја водат. Или не биле свесни што доставуваат, дека самите ќе влезат во системот, или некој предпоставен им дава насоки да не постапуваат, бидејќи ќе се разоткријат многу состојби за кои што нема да им биде мило. Сега во конкретните примери кои што ги доставува самата комисија, нема да ги разгледувам сите, ќе се осврна само на неколку со една клучна забелешка која што ја кажав претходно. Имено вели до основното јавно обвинителство Скопје на 28.2.2022 година има доставено иницијатива за поведување постапка за кривично гонење против поранешен градоначелник на општина поради неизвршување на својата должност, непотврдување по донесени решенија, не ја спречил изградбата на предметната бесправна градба на инвеститор, кој што не е битно понатаму. Што е суштинско? Во ефект од постапување, вели се води предистражна постапка по предметот, а по завршување на истата, ако се утврдат елементи од кривично дело, ОЈО ќе постапи согласно своите законски надлежности. 28.2.2022 година. Законски рок за предистражна постапка 3 месеци. Извештајот изготвуван во декември, предпоставувам, или јануари. И се уште од јавното обвинителство велат дека се води предистражна постапка. Класична злоупотреба од страна на јавното обвинителство, кое што нема никаква одговорност и никој не е санкциониран за ваквото непостапување. А сето ова е со намера и со цел да застарат одредени, дали апсолутно или релативно, одредени предмети по нечии налози и истите да не можат понатаму да се процесуираат. И вториот случај исто. Само што сега е во ОЈО-ГОК, односно во Оделениот за гонење на организиран криминал. Повторно, на 25.2. поднесено иницијатива за поведување постапка за кривично гонење против градоначалник на општина поради основани сомневања за кривични дела по член 353 од КЗ. И повторно вели постапката е во тек, оформен е предмет, дадена е наредба до Министерството, сектор за криминалистички истраги, единици за финансиски криминал за прибавување на потребната документација. Повторно иста констатација. Февруари 22, изготвување на извештај, јануари 23. Максимален рок на предистражна постапка 3 месеци. Повторно пробиени рокови. И сите други случаи кои што се директно наведени од Државната комисија се со пробиени рокови. Така да не навлегувам во однос на поединечните случаи, бидејќи сите овие се во тек и на крајот немаме никаква разрешница. Што значи тоа? Тоа значи дека, тргнувајќи од сите оние органи кои што се задолжени за воспоставување на владење на правото, за борба против корупција, кои што се околу 7-8, секогаш имаме некој дополнителен орган, новоформиран орган, вице-премиер за владење на правото, како беше delivery unit, тимови за брза интервенција, разни совети, кои што непотребно се создаваат, со тоа се признава дека не функционираат институциите, се дерогираат институциите кои што се воспоставени согласно закон, но немаме никаква одговорност од никого. И сето тоа се пресликува во сите извештаи. Извештајот на Народниот правобранител, извештајот на Државната комисија за спречување на корупција, извештајот на Судски совет, на Совет за јавни обвинители, секогаш истата слика, немаме никаков резултат, директни критики стигнуваат од сите
пријателски организации од сите пријателски земји, кои што веќе експлицитно им укажуваат дека ова што е овде на еден начин не се трпи. Имено и Државната комисија за спречување на корупција, која што се повика и председателката дека се сомнева во класично тргување со влијание во случајот со Судскиот совет. Поточно со членовите на Судскиот совет. Тоа, пластично кажано, е договарање чии предмети како да се постапуваат, кои луѓе, чии луѓе се. Со тоа, онаа фамозна доверба од 3 или 4% на обвинителството и судството, може би во моментот е веќе под 1%. Односно, само вработените кои што работат таму може да се изјаснат дека има доверба во правосудството. И затоа, состојбата која што беше и која што самата комисија е констатирала и со Судскиот совет, да, овде има поднесено иницијатива за свикување на седница, да се разгледат состојбите таму, но треба длабоко да се позанимавате, а најмногу да се позанимава јавниот обвинител, кој што бега од пратенички прашања и не доаѓа на седници, да се позанимава со изјавите кои што се дадени од лица кои што до вчера обавувале некоја функција. И се уште остануваат таму. Конкретно го повикавме, не се произнесе. Председателката на Судскиот совет Црвенковска, при нејзиното заминување од председател на Судскиот совет, не и од член, се произнесе дека со судството владеат бизнис судски елити. До денес немаме информација дали воопшто јавниот обвинител ја повикал и дали од страна на другите надлежни институции кои што можат да превземат одредени активности, е разговарано на кои бизнис судски елити се мисли. Понатамо, после неколку месеци, повторно се разрешува председател на Судскиот совет, кој што повторно вели дека од ваквите случувања ќе бидат задоволни само одредени политички фигури и поединци. Председател на Судски совет. Со кој авторитет овој Судски совет сега ќе му изрече дисциплинска постапка или ќе разреши судија на основен суд со основна надлежност? Не со проширена, со основна надлежност. Со кој авторитет? Кога тие внатре не знаат што прават, внатре ги препрекшуваат и деловникот и законите, внатре го девалвираат правосудниот систем до максимум. И ние очекуваме дека од вака воспоставените текови на работење, некој ќе биде принуден да си постапи, односно да си поднесе оставка. Мораа да чекат да им достават соодветни забелешки да си ја работат работата. Понатаму, јавен обвинител, кој што исто така, господите Ленче, кој што потенцираше дека во Советот на јавни обвинители повторно има влијание. И од каде што произлегуваат клиентелистички постапки. И вели дека некој треба да крене телефон. Или некој некому нешто да каже. И немаме никаква реакција во однос на што се мисли тоа и како се мисли. Јавниот обвинител единствено се тргнува на страна, го немаме никаде и потоа ќе дојде овде на давањето на извештајот и ќе каже поради тајност на постапката не можеме ништо да ви кажеме. И се така. Од она фамозно поради тајноста и неповредливост да не се повреди презумпцијата на невиност, секогаш се зацкриваат сите овие одговорности. И затоа имаме вакви резултати. И затоа State Department-от ни потенцира дека високата корупција и неефикасните судови се всушност причината за ваквата состојба, а високата корупција е директно инволвирана во високите ешалони на извршната власт. Transparency International секогаш не сврстува во оние најкорумпирани држави. Понатаму, ова се увиде и кога, повторно јавното обвинителство
се изјасни дека ќе отвори предмет, тоа е всушност отварање на предистражна постапка во однос на надзорот за коридорите 8 и 10Д и се уште немаме ништо понатаму дали и кога ќе се донесе јавна обвинителска одлука, дали ќе се покрене истрага или нема да се покрене. Минуваат 3 месеци, секогаш ќе го користат максималниот рок, но и ќе го пробијат, како и за другите предмети за кои што не постапуваат. И на сето ова се молчи. На сето ова експлицитно кажување се молчи.